победата на локалните избори и масовната подршка и прифаќање на мојата програма од граѓаните на општина Пробишти е обврска плюс за нејзина реализација во целост. Најважно е граѓаните да почувствуваат дека некој конечно работи за нив и почувствуваат подобрување на квалитетот на живење, економскиот амбиент во општината и нејзино трансформирање во вистински сервис на граѓаните како најважен приоритет. Покрај наследената тешка финансиска состојба на општината, можем слободно да кажам дека за овие 5-6 месеци остваривме низа проекти и активности според претходно утврдена динамика и предвидени рокови. Во оваа прилика би сакал да напоменам дел од реализираните активности. Отворивме технолошки факултет во Пробишти при Универзитетот Гоце Делчев од Штип и ова представува голем чекор за нашата општина која за прв пат се впишува во картата на универзитетски градови. На овој начин се обезбедува високо образование за секого и се стимулираат сите кои досега немале можност за високо образование да се запишат и да го дооформат своето образование. Посебно сакам да ја споменам до изградбата на спортската сала во Светово и изградбата на новата спортска сала во Средното училиште Наум Наумовски Борче во Пробишти во соработка со Министерството за образование и наука. Проекти кои се во тек и кои значат нов простор за младите, кои значат директна подршка на спортот во нашата општина. Во завршна фаза е реализацијата на проектот Лесново, туристички центар со естетско-амбиентални вредности, донација од Европска комисија за меѓугранична соработка, проект од 150.000 евра, чија финална реализација ќе значи изградба на паркинг простор, спортско повеќенаменско игралиште, јавен санитарен јазол, објект за алтернативно водоснабдување на село Лесново, поточно бушотина за вода, дел од канализационата мрежа во Лесново. Отворивме услужен центар, односно општинскиот центар за услуги ќе обезбедува движење на документите наместо движење на граѓаните низ општинската зграда и на овој начин се обезбедуваат стандардизирани процедури на општинските услуги, подобра соработка и взаемна доверба помеѓу општинските службеници и граѓаните. Главна цел со работењето на општинскиот услужен центар или центарот за услуги е подигање на нивото на квалитетот и квантитетот на испораката на услугите кон граѓаните. Отворена е канцеларија за комуникација со граѓаните, што представува линк меѓу избраните пратеници, избирачкото тело и основен извор за информации на активностите на собранието и обезбедување на директни услуги на локалната заедница и индивидуалните корисници. Посебно значајни се проектите од патната инфраструктура кои представуваат сериозен проблем на нашата општина. Во таа насока денес можам да кажам дека е завршен долговетуваниот дел на улицата Кочо Рацин и конечно решавање на 4-деценискиот проблем со кој се соочуваат граѓаните на овој дел од градот. Отпочната е изградбата на регионалниот патен правец Рацин Пробишти во соработка со Агенцијата за државни патишта. Овој проект значи подобрување на комуникациите со соседните општини. Наскоро ќе започне и реконструкцијата и проширување на патниот правец село Ракавица Пробишти, за кој што веќе е завршена експроприацијата на земјиштето. Аплицирано е до Агенцијата за рурален развој и рамномерен регионален развој до изградба на локалните патни правци до селата Дренак и Бунеш. Во финална фаза на реализација е изградбата на јавниот санитарен јазол во централното градско подрачје на општина Пробишти. Изградена е водоводна линија за напојување на со вода на фудбалското игралиште, кој исто така е завршено со помош на Агенцијата за млади и спорт. Започната е изградба на тротоари на улиците Јаким Стојковски и дел од улицата Јордан Стојанов во насока на елиминирање на критичните точки во градот за безбедно движење на пешаците. Во соработка со британското противпожарно друштво Операција Флорион добиено е противпожарно возило и опрема за пожарникарите во вредност од 300.000 евра. Овој проект значи осовременување на единиците за противпожарна заштита да можат максимално да одговорат на барањата на оваа професија. Во соработка со Министерството за животна средина и просторно планирање обезбедени се 40 контейнери за депонирање на цврст отпад во централното градско подрачје. Изработен е локален еколошки акционен план, каде сме во втора фаза на реализација, односно обезбедени се 50.000 евра кои ќе ги искористиме
за реализирање на главните приоритети од областа на екологијата и заштитата на животната средина. Отворивме народна кујна во Злетово со капацитет за исхрана на 40 социјално најзагрозени лица од Злетово. Во завршна фаза сме на донесување на 5 нови урбанистички планови, со што ќе може да се отпочне постапката за изградба на нови индустријски капацитети, објекти за тргување, трговија, угостителство, туризам, како и индивидуално и колективно домување. Покрај тоа се изготвува и урбанистички планови за руралните места Лесново и Леговец, како и населбите Барбаревско мало и населба Камењар. Водоснабдувањето во Пробишти представува сериозен проблем. Во изминатиот период не беше вложено ниту дена во подобрување на квалитетот за водата за пиење, и токму од тие причини потребно е време за да можеме со сигурност да кажеме дека сме го достигнале посетуваното ниво. После толку години стагнирање, денес можеме да кажеме дека се реализирани следниве проекти. Извршена е ревизија на проектот за изградба на филтер станица и отпочната е изградбата на новиот церковот за Пробишти во должина од 6,5 км со вкупна вредност од околу 2 милиона евра. А многу значајно е што е одобрена изградбата на втора и трета фаза од проектот Злетовица во вредност од 60 милиони евра, со што Пробишти ќе добие нови индустријски и земјоделски потенцијали. Целосно е завршен проектот за изградба на зелен пазар и административно деловен објект Пробис. Општината обезбеди климатизација на детската градинка Гоце Делчев. Во подготовка е изработката на веб страната на општина Пробишти, која ќе понуди 24 часовна соработка со граѓаните, а издаден е и општинскиот информатор со целосно нов дизајн. Еден од главните приоритети во мојата програма е санацијата на старата јаловишна депонија, како еден од горливите проблеми на општината. За таа цел, во соработката со Министерството за животна средина и просторно планирање, веќе е во завршна фаза изработката на основниот проект во вредност од 8 милиони денари, што ќе биде и се надевам наскоро ќе се отпочне реализација или ревитализација на јаловишната депонија, со што ќе се елиминира главниот извор на загадување не само во општина Пробишти, туку во целиот тој регион.